повторно со колегата Јаневски, кој што се наоѓа во Идризово пред судницата во која што денеска стартуваше судскиот процес за случајот Пулс. Доколку сме подготвени, може да слушнеме дел од воведното обраќање на обвинителот во предметот, па ќе се вратиме повторно во живо во Идризово. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и оваа невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Почини, колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Кој знаеш и имаше должност да проценува ризици, а дозволи и пресмета профит? Кој одбра и подпиша молб наместо санкција и затворање? Кој не ја согледа смртоносната опасност и услови за престој во овој клуб? Да, тоа беше дел од обраќањето на обвинителот еден од обвинителите во предметот Пулс. Се враќаме повторно во живо во Идризово со колегата Зоран Јаневски. Зоран, ете, слушнавме дел од воведното обраќање на обвинителот во предметот, како што реков на почетокот, со аплауз беше поздравен неговиот говор од страна на родителите на загинатите во дискотеката Пулс. Да, по завршување на воведниот говор на јавното обвинителство, тој беше поздравен со аплауз од роднините на загинатите, кои што будно го следеа почетокот на судскиот процес. Во своето обраќање од јавното обвинителство тврдат дека од доказите ќе биде утврдено дека не само пиротехниката била причина за трагедијата, туку и самото постоење на објектот, како што наведоа од јавното обвинителство, пропустите кои ги дозволувале надлежните со неспроведување на своите обврски за контрола на објектот. Па како што наведоа од јавното обвинителство, предходникот го учел наследникот. Ја имаме и оваа изјава да ја погледнеме. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде и да пофатат и да зацрнат и уништат толку човекови судби. Зоран, имаше различни информации во јавноста, со право и револт кај родителите на загинатите во дискотеката Пулс во однос на временскиот рок во кој што ќе трае целата оваа судска постапка. Има ли некаква информација од судот или од судиката конкретно за тоа колку ќе трае ова судење? Да, денеска пред самиот почеток на судскиот процес, судиката која што го води предметот Дијана Груевска-Илиевска рече дека не може да се утврди колку точно ќе трае судењето. Сепак таа побара дисциплина од сите присутни во салата, како од странките, меѓутоа така и од роднините на загинатите. Појасни дека тешко е да се утврди колку ќе трае овој судски процес, меѓутоа рече дека со дисциплина може да се дојде до правда. Таа најави дека ќе биде контролирана целата медицинска документација доколку некој од обвинетите се обиде на овој начин да го одолговлечи судскиот процес. Имаме дел од незината изјава да ја слушнеме. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Зоран, какви се забелешките, реакциите на родителите на загинатите на ова прво рочиште?
Да, како што веќе кажав, по излагањето на јавното обвинителство на својата воведен говор, тој беше поздравен од страна на родителите. Сепак тие изразија незадоволство од односот на бранителите на обвинетите, бидејќи во предпладневниот дел, ако можам да кажам, од судската расправа имаше предлог за одложување на судењето, бидејќи на почетокот на денешното рочиште јавното обвинителство ги спои двата предмети кои што се однесуваа на претходно обвинетите 34 лица и дополнителното обвинение за првиот човек на фирмата за обезбедување која работела на обезбедување на објектот. Па по завршување на судското рочиште, родителите на загинатите рекоа дека се незадоволни од односот на бранителите. Ги имаме нивните изјави, да ги слушнеме. Браво за обвинителите. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите. Како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. Не знаете дали они имат дома деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават. Голем е револтот кај родителите. Зоран, како продолжува постапката и целиот процес? Да, веќе следното судско рочиште за предметот Пулс за пожарот во Кочани е закажано за 25 овој месец. По воведниот говор на јавното обвинителство кое што го имаше во текот на денешниот ден, следното судско рочиште закажано за 25 ноември, свој воведен говор, односно изјаснување за вина ќе имаат и обвинетите во овој случај. Им се суди на вкупно 38 лица, 35 физички и 3 фирми. Сите тие се обвинети за кривичното дело тешки дела против општата сигурност за пожарот во Кочанската дискотека од март годинава, во која животот го загубија вкупно 63 лица, а над 200 беа повредени. До крајот на годината Основниот кривичен суд има закажано уште неколку судски рочишта за овој предмет. Иван, повеќе детали за текот на денешното судење најавувам за вестите во 19.